Hello, добар ден, мирни. Тоа ескалираше брзо. Actually, I'm not even mad. That's amazing. See you next Tuesday. You is a punk. Здраво, повторно од Патриотски платеник. По нашата прва епизода многу луѓе ни кажаа дека видеава биле премногу долги и дека треба да се потрудиме да ги скратиме за да се покомпатибилни со капацитетот за внимание на просечниот македонец. И јас на тоа би рекол Мало сутра! просечниот македонец треба да се научи да инвестира малку повеќе време, размислувајќи за она што го сервираат политичарите и експертите, ако сакат да престанат да му ја распродават државата, историјата, јазикот и достоинството. Политика и држава не се водат со пароли, затоа што ако се водеа, овие на вистина ќе добиеа пуч, овие на вистина ќе добиеа правда, овај на вистина ќе му даеше силата на народот, а овој ќе си најдеше еден добар психијатар да му ги реши сите проблеми. Краткото внимание и памтење на луѓето во Македонија го експлоатираат многу луѓе, како што видовме минатата епизода, но никаде толку расипано и перфидно како тоа што се прави за една специфична работа, а тоа е загадувањето на воздухот. Ова е моменталниот дискурс околу загадувањето на воздухот во Македонија. Ти пет би можеле да поминат без бронхитис. И сите ние сега знаеме што е, а што не е направено во поглед на аерозагадувањето во Битола. Имате ли бре деца? Ги сакате ли? Загадениот воздух, опасен по животот и здравието на луѓето. Внимание, влегувате во контаминирана зона. Значи, некаде помеѓу, ако не си во паника околу загадувањето си ненормален и буквален хорор филм продуциран меѓу другите и од луѓе како Снежана Лупевска од емисијата Код, што се сметат за професионални новинари. Онака како што ситуацијава се представува и најзакоравениот скептик ќе го подзастане и ќе го натера малку да се размисли. Белким луѓе во не ги вадат податоците што ги презентираат одракав. Сигурно некој истражил подлабоко од бомбастичните наслови. Ежејќи се од зимата која што доаѓа и бранот црвени кругчине и генерално кукање околу загадувањето што ќе се крева на социјалните мрежи, овој скептик реши самиот да истражи малку подлабоко. И она што го пронедов ми ја разниша и она малку доверба што има во институциите на државава, новинарската фела и маргиналната интелигенција на најжестоките граѓански активисти. Прашањето на загадувањето се актуализира околу 2014 година заедно со останатите алатки во специјалната војна против Македонија. Првенствено преку невладини организации кои од старт ја презентираа ситуацијата како работа на живот или смрт. Загадувањето на воздухот во Македонија постои од секогаш, но се мери од 2009 наваму со инсталирањето на околу 20 мерни станици. Имајќи во предвид дека концентрацијата на индустрија во Македонија не е значително променета во минатите 30 години, немаше никаква причина да се заклучи дека ефектот што го има загадувањето во здравието на луѓето некако посебно се влошил во 2014 година. Сепак, дозволивме луѓе да излегуваат на телевизија и да тврдат вакви работи, без никој да ги предизвика. Греота е овдека да се дише овој воздух. Спасете ги децата беше една од пораките на протестот. И набавивме маски и за детето и за нас, но тенденцијата ни е да не излегуваме надвор. У тето поголема е веројатноста да преживиш ако престанеш да дишиш, него ако дишиш. Ова е еден од коментарите на Дамир Незири, активист од Тетово. Да не бидеме принудени да ја прогласиме Македонија како земја за каде што има екоцид, каде што се случува прогон на населението поради загадувањето. Ова место, ова поднебје, луѓето заменуваат некако безред. Некој ќе рече и во светот е така, но тука е навистина алармантно и
очигледно дека нешто не е во ред со оваа животна средина. Па ајде да почнеме од таму. Дали луѓето во Македонија страдаат значително повеќе од другите луѓе во светот заради загаденост? Одговорот на ова прашање е достапен на секој со 5 минути и пристап до Google. И тоа со податоци од 1990 година, 24 години пред загадувањето да стане отровна тема, до 2017. Да почнеме со просечната стапка на морталитет, кој се атрибутира на загадувањето во светот. Таа стапка е генерално константна, околу 40 мртви на секои 100.000 жители. Еве ја стапката на нашето потесно географско подрачје, Источна Европа, а еве ја стапката на Македонија. Гледаме дека не само што е генерално непроменета во минатите 30 години, туку дека од околу 2012 година навамо е дури подобра од светскиот просек, а далеку подобра од останатите земји од Источна Европа. За споредба ја ставив смртноста од загадување во Бугарија, која е полоша од нашата, и на Грција и Албанија, кои се подобри. Значи не, Македонија нема абнормално висока смртност од загадување, нити во однос на светот, нити во однос на нашето непосредно обкружување. 4 деца, 4 луѓе дневно умираат. Денес 4 македонски граѓани ќе умрат од загаден воздух. Во Бугарија ќе умрат 5, во Источна Европа во просек ќе умрат 7. Значи нема потреба да се крева паника, тие бројки не се променети во минатите 30 години. Сега некој може би ќе рече, а што со податоците кои ги диферуваат локалните НВО организации, кои покажуваат поразителни податоци собрани од нашите собствени институции за мониторирање на здравјето на граѓаните? Сите се или директно погрешни, или изманипулирани, или недоразбрани. Ама немојте да ми верувате на збор, ај ќе одиме по ред. Македонија е прва во Европа по изложеност на граѓаните на загаден воздух, но го дели тоа место со уште 134 други земји, меѓу кои Грција, Албанија, Словачка, Србија, Унгарија. Ова е безсмислена метрика која кажува колкав дел од целокупната популација има шанса да биде изложена на загадување. И во принцип за сите мали земји со индустрија во нив, тоа е 100%. Ова е точно само ако се земе во предвид смртноста од белодробните заболувања само за мажи. Доколку се земат во предвид смртноста од сите болести на кои може да влие загадувањето, Македонија е 16-та во Европа, позади Бугарија, Босна, Романија, Унгарија, Литванија, Полска и Србија. Овие податоци се посебно интересни ако се филтрираат по пол. Македонија е 5-та во Европа по смртност на мажи од белодробни болести, вклучувајќи и рак на белите дробови, но е 20-та во Европа по смртност на жени од истите причини. Тоа значи дека или мажите дишат различен воздух од жените, или загадувањето од амбиенталниот воздух не е причината за стапката на смртност од белодробни заболувања. Ова е посебно расипана манипулација, повторена на многу места. Но потенцира дека секое второ дете страда од респираторни болести и потешкоти при дишењето. Затоа што како последица на аерозагадувањето, секое второ дете во Република Македонија страда од респираторни болести. Статистичкиот податок на кој овие луѓе се повикуваат не вели дека секое второ дете во Македонија има респираторни проблеми, туку вели дека секое второ дете што се појавило во амбуланта се појавило поради респираторни проблеми. Се работи за морбидитет, што значи број на диагностицирани болести во амбулантно-клиничка дејност. Тоа се сите настинки, кашлици, прехлади, воспаленија и слично. Ваквото презентирање на овој податок не е само погрешно, туку е непотребно, алармантно и манипулативно. НВО активистите, по собствено признание, не се експерти. Ние не измислуваме, ние не сме експерти за оваа работа. Ние само ги читаме податоците кои ги донесле релевантни институции во Република Македонија. Затоа може би тешко им е да го разберат концептот на морбидитет, број на диагностицирани случаи во здравствената дејност, па излегуваат со вакви тврдења. Имавме документ кој што го одвоивме дека во 2012 година од малигни неоплазми, деца до 6 години, од вкупно 574 во Република Македонија, 222
се токму од битова. Овој документ на вистина постои, иако на сајтот на Институтот за јавно здравје не може повеќе да се најде. Јас го најдов. И во него на вистина стојат бројките 576 регистрирани неоплазми и на вистина 222 се во Пелагонискиот регион, значи не само во Битола, туку во Пелагонискиот регион, но тука се работи за морбидитет, а не за апсолутен број на пациенти. Ова бројка кажува дека 222 амбулантно клинички случаи биле класифицирани како неоплазми, од што не може да се извлече заклучок дека имало 222 посебни пациенти. За илустрација, погоре во истиот документ стои дека вкупно лекувани болни во Македонија, значи вкупниот морбидитет, за истата таа година 2012 бил скоро 4 милиони пациенти. Ако секој од нив е посебен пациент, тоа значи дека во 2012 амбулантно клиничките служби во Македонија го лекувале секој еден човек во Македонија, значи сите 2 милиони од нас и секој еден човек од Албанија. Мене најпоразително во цела ова ситуација ми е фактот што никој од експертите и впрочем луѓето што ги изработуваат овие статистики не излегуваат во јавност да ги објаснат и да не дозволат манипулирање на народот со разноразни лаички толкувања. Но истовремено разбирам дека никој нормален човек не би сакал да излезе на телевизија и спроти себе да има човек кој му се дере дека сакал деца да труе затоа што инсистира на точно читање статистика. Затоа добиваме вакви толкувања. Тренд на движење на морбидитет од неоплазми на 10.000 жители во дејноста на здравствена заштита на деца до 6 годишна возраст во периодот од 2010 до 2011 година по статистички регион е најголем во Пелагонискиот регион. Сега некој ќе рече, па и нека е така. Сепак, најголемата стапка ја има во Пелагонискиот регион. Нели тоа кажува нешто? И овде аргументот не е дали податоците кажуваат нешто, туку погрешното толкување на податоците. Како погрешно? Па еве. Морбидитетот во Пелагонискиот регион не само кај децата, туку и кај сите жители е најголем и ден денес. Тоа укажува на еден факт дека имаме проблем со аерозагадувањето. Јас успеав да ги најдам податоците за морбидитетот специфично за деца помали од 6 години и за вкупниот морбидитет во Пелагонискиот регион за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017. Не само што не е најголем, туку е во постојан пат, како што се гледа од податоците од самите извештаи на Институтот за јавно здравје. За 2017, например, Пелагонискиот регион имаше буквално најниска стапка на морбидитет. Се прашувам дали активистите на ова НВО, кое се расформира кратко откако СДСМ дојде на власт, би истакнувале вакви храбри и демонстративно погрешни тврдења и денес. На крајот, последната тврдина на алармистите за загаденоста на воздухот е тврдењето дека ефектите на загадувањето не се веднаш видливи, туку се манифестираат преку болести како рак и како аргумент ги приложуваат статистиките дека бројот на заболени од рак цело време се зголемува. И тоа е навистина така во светски рамки. Значи гледаме дека инциденцијата, значи бројот на луѓе заболени од рак како процент од целокупната популација на една територија се зголемува, затоа териториите стануваат поцрвени и поцрвени. Сега тука може да се направи аргумент дека најголемиот фактор во зголемувањето на ракот во светот е подобрената диагностика. Ама е овде нема да го направам тој аргумент, туку ќе се фокусирам на зголемувањето на инцидентноста на рак специфично во Македонија. И таму, податоците за последните 30 години во кои утврдивме дека немало значителна промена во загадувањето, не индицираат дека загадувањето има некаква врска со порастот на рак. Во Македонија најголем процент заболени од рак страдат од рак на дојка, значи жените, а потоа рак на дебелото црево, па рак на простата и така натаму. Каде е тука ракот на белите дробови? Дури ваму долу. И шокантно, линијата е скоро рамна од 1990 година до денес, што значи дека значителна промена нема. И тоа е тоа. Можете слободно и оваа епизода да се фокусирате зошто сум се запнал во онај или во овој човек, или може да ме обвинувате за релативизирање на проблемот со загадувањето. Линковите од сите статистички податоци кои што ги презентирав во оваа епизода, ќе ги ставам во описот на ова видео и како секоја епизода го поканувам секој кој мисли дека може она што го кажувам овде лесно да го побие, да одвои час или два кога било, каде било и ќе дојдам со моите аргументи па да ги сочиме. Заклучокот овој пат
велат е дека не треба некоја информација да ја примаме здраво за готово, дека треба да бараме објаснување, извор на информацијата и мислење на експерти. Во крајна рака, треба да сме сомничави кон луѓе кои излегуваат од никаде со некакви тврдења, чие неприфаќање се третира во најмала рака како ерес, а во најлош случај како нечија злонамерност. Ова секако ме вклучува и мене. Не барам од никој да ми верува. Седнете, информирајте се. Демократијата е за информирани граѓани кои повеќе сакаат да ја пронајдат вистината, отколку што се плашат да не сгрешат. За да не може после да гледате вакви работи, И средношколците го кренаа својот глас против енормното аерозагадување во Македонија. Бараат чист воздух и мерки за да се намали загаденоста. Велат разбираат дека сите дишаме ист воздух, но потенцираат дека секое второ дете страда од респираторни болести и потешкоти при дишењето. Барајќи соговорници низ селото, наидовме на човек на велосипед. За дишаноста ја препишуваме на загадувањето. Гледаш ја, кондиција ич, тешко, многу загаденост тоа е. До 99% загадено. И да не ви се уклучи аларм во главата. Со здравје и со добро. Hello, добар ден, Мирвити. Тоа ескалираше брзо. It's actually, I'm not even mad. That's amazing.